Обвинителството мора да одговори. Дали постои пишана наредба за акциска контрола во која стои дека вратите на дискотеката Пулс треба да бидат затворени? Нема ниту еден обвинет актуелен полициски функционер од таа вечер. Зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Салтировски? Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акциска контрола стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс? Зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа Дејан Салтировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? Што барал во овој период пред дискотеката и зошто полицијата не влегла да врши акциска контрола како што било предвидено во 12:30 часот кога започнува забавата? Дали Салтировски во меѓувреме фалсификувал документација дека вечерта не бил на работа или за тоа постојат конкретни докази? Дали Салтировски е заштитен од кривичен прогон затоа што е во кумовска врска со Орце Тодоровски? Ефто, еден од најблиските соработници и бизнис партнери на Христијан Мицковски, со кој градеше хидроцентрали и кој беше обвинет за Делчевски ниви. Дали Салтировски е заштитен лично од Панче Тошковски, кој што бил негов адвокат? Дали е точно дека Салтировски подолго време не може да добие безбедносен сертификат и ако е така, како е можно да биде поставен на така висока позиција во МВР? Одговорност за оние што го завија Кочани и Македонија во црно мора да има. Јавно го повикуваме обвинителството да се ослободи од стегите на власта, затоа што селективната правда е неправда.